Екипата на Backstage ве поздравува од својата омилена позиција, омилено катче, каде што дегустираме преубави производи и јадења, кинескиот ресторан Star Ocean. Денешната трпеза морам да напоменам дека овој колорит и сето она што го видов кога дојдов, јас се воодушевив. Всушност, самата за себе зборува дека ова нешто навистина автентично, посебно и нешто што само овде може да се најде, а за сето она што доведе до овој финален производ и што точно денес им представуваме на гледачите на Телма, ќе ни објасни како и секогаш Силвија Лиу. Добре ни дојде во Backstage и добре дојдовме во Star Ocean. Добре ни дојдовте, Тања. Мило ми е што денес сте повторно дел од една ваква богата софра и сакам да споделам со нашите гледачи дека денешната наша инспирација, односно поводот за спремање на вакви традиционално историски богати специјалитети кои што датираат уште од времето на династиите, всушност е еден мотив, а тоа е дека кинеската храна е голем символ на кинеската традиција и идентитет. И со ова фактички докажуваме дека храната, кулинарството достигнува едни други димензии во Кина, бидејќи ни е многу мило да представиме дека традицијата е онаа што ја прави една земја да биде моќна, каде што луѓето се горди дека може да представат специјалитети кои што датираат уште од времето на кралевите, и денес имаме неколку такви специјалитети, а јас ќе почнам со кумбао чикен. Тоа е овој специјалитет кој што е познат уште од времето на династијата Чин, односно името го добил по особата која што го измислила, а тоа е сичуански, пикантен специјалитет со пилешко месо сецкано на коцки, еден од најомилените на нашите посетители. Нудлсите се символ за долговечност и секогаш или нудлс или ори се дел од специјалитетите кои што можат гостите да си ги комбинираат со месо или со зеленчуци. Меѓутоа, сакам да напоменам дека, бидејќи се символ на долговечност, не треба гостите да ги сечат со нож, туку природно да ги вртат околу стапчињата и можат со заби да ги скинат. На тој начин тие символизираат среќа. Кујната што ние ја представуваме е многу позната по теста. Традиционални кинески тестенини, каде што посебни готвачи, тоа не се готвачи кои што готват на воктава, туку готвачи кои што се професионални месари, многу вешти во рацете, спремаат теста, и денес нашата месарка која што се вика Ли спреми, еве за гледачите сакам да покажам, многу убаво плетено дамплингс, кои што се во различни бои, односно користиме спанак за да ја добиеме зелената боја и цвекло за да ја добиеме црвената. Во Кина на секој оброк не може да се замисли ручек или вечера без сервирање на зеленчуци. Има еден податок кој што верувам дека сите го знаат, дека Кина е еден од најголемите производители на зеленчуци во Кина, односно 680.000 тони годишно Кина произведува зеленчук. Велат во Кина дека шала кажува дека толку многу различни видови на зеленчуци има, што доколку имаме можност да ја посетиме Кина, ќе заборавиме да јадеме месо. Брокулата е еден од специјалитетите што кај нас најмногу е барана во нашето мени, и јас сум многу среќна што можам да се пофалам дека многу гости првпат кај нас пројале брокула. Дури некој што имала верзија и не сакал, поради начинот на спремање во воктава и техниката на краток временски период на пропржување на зеленчуците, ја прави брокулата да изгледа вака зелена, како да е недопрена, а всушност таа е кратко време термички обработена, од надвор е крцкава, не е блуткава и во комбинација со најздравите печурки ушите на дрвото. Моментално, овој топол специјалитет, пржени зеленчуци на кинески начин, не случајно е во комбинација со црната кинеска печурка, бидејќи нашиот готвач вели дека во овој период кога имаме нагли промени на температурите, некогаш знае да биде дождливо и ладно, утре дента веќе температурата е како летно жешко време, дека организмот доживува шокови и дека се полни со отрови, мора да се чисти на природен начин, а печурките се најпознати по чистење на отровите и сите оние што имаат отежното варење на храната.
затоа ги препорачуваме. Уште еден специјалитет кој што дотира уште од времето на династиите, 2000 години веќе во Кина има историја, е модриот патлиџан. Јас лично од зеленчуците во нашето мени, кога сум многу гладна и сакам да се чувствувам како да сум јадела месо, а сакам да го одбегнам месото, го нарачувам модриот патлиџан, бидејќи наведум, кога ќе го погледнете, дури немате чувство дека е модар патлиџан. Бев убедена, извини што ја прекинувам, мислев дека ова е пилешко со зеленчуци. Да, личи како месо. Меѓутоа е многу сочен. Има посебна техника на спремање на модриот патлиџан за да не се дозволи да се нацица со зејтин, бидејќи тој како зеленчук има апсорбциона мог да го впива многу брзо зејтинот. Краток период на обработка на модриот патлиџан во вок тава го прави од надвор да биде крцкав, а внатре да биде мек и сочен. И за крај го оставивме кралот. Да. На трпезата, да, јас ја обожувам оваа риба, но баш ме интересира како тука ја подготвивте денес. За многу наши посетители не е асоциација за кинеска храна. Мене ми е многу жал што не знаат повеќето посетители дека кинесите се навистина виртуози во спремање на морски специјалитети, особено еве крап. Крапот е многу обожаван во Кина и гледате само како интересна форма знаат да направат. Ова е свеж крап каде што нашите гости можат да го нарачаат дента 1 час до 2 пред да дојдат да не посетат, значи мора да биде со преднарачка бидејќи го набавуваме свеж. Ми се допаѓа што освен тоа што е колоритно, сето оваа трпеза денес има и символика, си има и порака, кажавме просперитет, кажавме долговечност кога се нудите во прашање и уште еднаш да ги потсетиме ако слават роден ден, кога ќе дојдат во кинескиот ресторан да си нарачаат нудли. Убаво е овие информации да ги знаат гледачите, затоа што не е само нели да седнеме во ресторан да го разгледаме менито и да нарачаме нешто што ни е вкусно, туку убаво е да има и една символика. Морам да споменам дека и мене ми е омилена брокулата во сите ваши молови каде што ја продавате храната, а ова е нешто за што те чекав инаку да завршив, па да си кажам свој заклучок, нешто што мислев дека е добиено од овие дамплингс со прехранбени бој. Не ни сонував дека е можно ова да зеленото да е од спанак, а ова да е од свекло, што значи дека тука се е апсолутно здраво. Ви благодарам, Тања.